Во градски парк утре ќе се одржи Джифони Дей со цел да се пренесе темата, датумот и активностите за второто издание на фестивалот Джифони Македонија, кој се организира под капата на Агенцијата за филм во соработка со Сдруженијето за ширење на филмска култура Джифони М и Джифони Експириенс од Италија. Добро дојдовте во денешните урбани вести. Еве што ќе гледате. Денеска се празнува Задушница, во недела Духовден. Поголем економски развој и инвестиции со збратимување на градовите. Вечерва започнува Баскерфест. Од денеска до 15 јуни Аутлет Саем. Финалистите на X Factor денеска се дружеа со фановите во Капитол Мол. Утре сообраќаен режим на мостот кај транспортен центар. Православните христијани денеска и утре празнуваат Задушница, а во недела Духовден, денови посветени на душите на умрените. Задушници се деновите во кои според народните верувања, душите на покојните предци и блиски доаѓаат од оној свет кај своите блиски, барајќи од нив храна, пијалок, затоплување и чистење. Денеска и утре се оди на гробишта и се носи храна. Се верувало дека заборавањето на душите на покојните може да предизвика суши, поплави, немаштија, болести и други несреќи. Кај народот постојат две примерни – пролетна и есенска задушница. Но задушниците поврзани со Духовден, кој се одбележува утре, се официјално признати од црквата, па биле прифатени и од народот. Ваквата средба со душите на починатите се случувала на гробовите со палење на свеќи, кадење на гробот, посипување на вино врз него, кршење на орев како плод со кој се повикуваат душите на средба, со обредни лепчиња, со раздавање на храна и ритуален оброк заедно со мртвите. На Духовден, в недела, не се оди на гробишта. Тоа не е празник на мртвите, туку празник на Светиот Дух и воспоставување на црквата на земјата. Денеска и утре во Скопје се одржува Балканска конференција на збратимени градови. Организатори се град Скопје и Организацијата на збратимени градови од Темпи, Аризона. Збратимувањето и соработката на македонските со градови од Америка е важно за натамошното зајакнување на врските помеѓу граѓаните и бизнисите. Збратимувањето на градовите од различни држави да се искористи за зајакнување на економската соработка и нови инвестиции, порачаа учесниците на Балканската конференција на збратимени градови, што се одржува од денеска во Скопје. Конференцијата обедини учесници во програмата за средношколска размена помеѓу Скопје и Тампа од Аризона, што се реализира веќе 40 години по збратимувањето на двата града во 71 година. Со представници на владата и на градските власти ги представија видувањата за придобивките од збратимувањето на градовите и зајакнувањето на врските на сите полиња. Според вице-премиерот и министар за финансии Зоран Ставревски, збратимувањето и соработката на македонските со градови од САД е важна за натамошното зајакнување на врските помеѓу граѓаните и бизнисите. Ќе го унапреди развојот на економијата, локалниот економски развој и ќе овозможи креирање нови работни места. Овој настан е потврда за традиционалната соработка меѓу нашите заедници и намерата да ги зајакнеме дополнително врските меѓу граѓаните, бизнисмените, студентите од градовите од Соединетите Американски држави и Југоисточна Европа. Покрај досегашната соработка во меѓусебната размена на студенти и стручни кадри меѓу градовите, во следниот период сметам дека е потребно да продолжиме во насока на продлабочување на економските врски. Република Македонија е земја која што има динамична економија, со раст од околу 3% минатата година, кој што е меѓу подобрите во Европа, меѓу трите најдобри во Европа. Според скопскиот градоначалник Куца Трајановски, збратимувањето на Скопје со пријателскиот град Темпи е одличен пример за останатите градови од Балканот и од САД да се поврзат и да ја подобрат економската и социјалната клима. Скопје, додаде Трајановски, во изминатите години има изградено богата меѓународна соработка. Збратимен е со 18 градови, но негува контакти и со многу други градови од целиот свет. Градот Скопје во изминативе години има развиено богата меѓународна соработка. Збратимен е со 18 градови, но
но негува контакти и релации и со многу други градови од целиот свет. Развиеноста на врските, контактите и соработката со голем број на градови пред се должи на фактот што по катастрофалниот земјотрес 1963 година Скопје стана град на меѓународната солидарност. Од тој период па се до денес, градот Скопје успеал да одржи голем број од овие контакти, но и да воспостави нови врски на соработка. Соработката на Скопје со збратимениот град Темпи од американската држава Аризона за нас е посебна. Оваа соработка започнала во 1971 година. На глобално ниво, чинот на збратимување на Скопје и Темпи представувал историски пресврт во односите помеѓу Истокот и Западот. Основата на долгогодишната соработка меѓу Скопје и Темпи е благодарение на иницијативата на господинот Ричард Нюхајзел, преседател на корпорацијата која е представена преку програмата за размена на средношколци. Средношколската размена на збратимените градови на Скопје и Темпи нуди прекрасна можност за учениците на 17 годишна возраст од двата града да се запознаат со друга, поинаква култура. Порака за искористување на можностите од збратимувањето на градовите и програмите за размена упати американскиот амбасадор во Скопје Пол Волерс. За разлика од 71-та година кога почнала соработката на Скопје и Темпи, според Волерс можностите сега се многу поголеми благодарение на модерната технологија за комуникација. Председателот на Организацијата на збратимени градови од Темпи, Ричард Нюхајзел, потсети дека првата соработка на Скопје и Темпи се реализирала во 71-та година со меѓусебна размена на по 4 студенти во двата града. Ние сме горди на нив и на сите 160 лица од Скопје кои го посетија Темпи, наведе Нюхајзел, посочувајќи дека за тие луѓе има многу успеси. Над 150 артисти, музичари и театри од целиот свет ќе настапат на фестивалот на улична уметност под отворено небо Баскерфест 2014, чиј домакин од денеска до 15 јуни е Скопје. Официјалниот почеток на уличниот театар во главниот град е вечерва во 21 часот на плоштад Македонија. На платото кај скалите кај Камени мост со настапот на Алдруби, танцот на балуните од Нови Сад. На плоштадот Македонија ќе има трибини, од кои на две ќе настапуваат уличните артисти, а едната ќе биде музичка. Преостанатата програма ќе се одвива на локациите Пивница Стар град во старата Скопска чаршија и градска плажа Парк на кејот зад градскиот парк. Целта на манифестацијата е да се направи сплет на културни, забавни и уметнички содржини и подигање на свеста и значењето на уличната уметност, воведување нова туристичка понуда и промоција на Скопје по тиркот на сите светски метрополи, информира град Скопје. Баскерфест за отворен ќе го прогласи градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски, кој е покровител на фестивалот. За одржување на фестивалот и годинава од буџетот на градот се издвоени околу 900.000 денари. Гевгелија беше прв домакин на Баскерфест. Турнејата ќе трае до 30 јуни, кога во Охрид, Дојран и Битола и официјално ќе заврши караванот на среќата под отворено небо. Под мотото "Се за вашиот дом" од денеска до 15 јуни ќе се одржува зимската манифестација Скопски аутлет саем, на која ќе се најдат голем број на производи од автомобили до завеси и постелнини. Стотици производи за домот по несекојдневни и специјални цени ќе бидат изложени на 7000 метри квадратни во 3 хали и на повеќе од 60 штандови. Скопски саем минатата година ја воведе оваа манифестација која има продажен карактер и е наменета само за потрошувачите. Посетителите ќе може да купат автомобили, бела техника, опрема за дворови и тераси, алати, опрема за домакинство, завеси, постелнина, душеци, врати и подови. Втора година поред Скопски саем го организира овој аутлет саем, продажен за се за вашиот дом и градина. Оваа година интересот за учество е зголемен. 3 изложбени хали се полни. Во прва хала се производителите, македонските производители на мебел, во втора хала излагаат трговците исто со мебел и во трета хала
Има и други сегменти, нели, за домот, санитари, керамика, теписи, бела техника. Каков беше интересот минатата година и дали очекувате поголем интерес од посетители? Посетители задоволни беа излагачите. Тоа се гледа и оваа година, штом повторно учествуваат на овој саем. Така да мислам дека ќе бидат задоволни посетителите и изложувачите на овој саем. Работното време на саемот е од 11 до 20 часот секој ден. Вратите се отворени, влезот е слободен. На Скопскиот аутлет саем учествуваат повеќе компании, како Технокоп, Интермебел од Струмица, Интермобел од Тетово, Јуниор Федербау, Фейдом, Леснина Ми, Фатина, Софа Студио, Интерфантазија, Кристина Дамил, Симак Симпо, Југоекспорт Стил, Цептер, Тач. Влезот за сите посетители на Скопскиот аутлет саем е бесплатен. Организаторите очекуваат повеќе од 50.000 посетители. Денеска во трговскиот центар Capitol Mall финалистите на популарното музичко шоу X Factor неколку часа се дружеа и фотографираа со своите фанови и уште еднаш го најавија големиот концерт кој ќе се одржи утре во спортскиот центар Борис Трајковски со почеток од 21 фактор. X Factor очекувано привлече огромно внимание од публиката и медиумите на секаде во регионот, а особено во Македонија, кој беше кронисано со победата на македонскиот представник Даниел Кајмаковски, кој и ќе го отвори утрешниот спектакл. Повеќе детали за ова од Томислав Атанасовски. Утре, сабота 7 јуни, ќе се одржи големиот концерт на 12 финалисти на популарното музичко шоу на Балканот и регионот X Factor, кој ќе се одржи во арената Борис Трајковски во Скопје со почеток од 21 часот. Финалистите на X Factor се веќе подготвени за првата средба со своите македонски фанови на овој сензационален концерт. Влезот за посетителите ќе биде отворен во 20 часот. Освен што е планирано тие да настапат со своите изведби од емисиите во живо на X Factor, дел од нив ќе ги презентираат и своите нови песни и преработки. По тој повод, денеска во трговскиот центар Capitol Mall, финалистите на популарното музичко шоу X Factor неколку часа се дружија и фотографираа со своите фанови. Добар ден на сите. Ето да ги поздравам прво моите сонциња кои се сите тука. Као прво сакам на моите колеги да им кажам добре дојдовте во Македонија. Моите фанови и сите општо во Македонија секогаш ме прашуваат кога ќе дојдите, сакаат и вас да ве видат. Епа ете се, тука се дојдени се специјално за вас за големиот концерт, така официјално од мене добре дојдовте во Македонија. Да ве поздравам и сите вас. Еве утре е денот, нашиот голем концерт, кој ние едва го чекавме. Ќе дадеме наравно се од себе и ќе биде тоа еден голем спектакл. Ќе ги отпееме песните каде што добивавме и од вас најдобри реакции. Мислам, од моја страна имам толку да кажам. Едва чекам да дојде утрешниот ден. Мени su rekli da se X Factor dosta gleda u Makedoniji, da je dosta popularan, ali baš nisam ovako nešto očekivao. Zaista vam hvala od srca. Htio bih svima da se zahvalim što ste danas došli ovdje da nas podržite. Ovo je meni prvi put u Makedoniji, bilo je dosta prilika prije toga da dođemo ovdje. Zvao me čak i Daniel da dođe malo na odmor posle X Factora, ali nismo mogli to nekako da iskombinujemo. Hvala njemu na pozivu. Radujem se sutra tom koncertu koji ćemo svi zajedno, ovi učesnici, moji drugari, imati u areni i uživajte u dobrom programu i dobrim pesmama i dobroj muzici. Mnogo sam srećan što sam u Makedonija, vidjeki Makedonija je moj drug dom i tuka živeo pola svoj život i така натака. Сакам да се заблагодарам на сите што дојдете тука, тоа што веќе сите повторија и верувам дека утре ќе биде многу убаво и дека ќе уживате, бидејќи најверната публика е во Македонија и може да кажем дека Македонија стварно се во музика се многу добро разбира и знае што е добро. Чест да го отвори концертот ќе има победникот на X Factor Даниел Кајмаковски, а овој концерт ќе биде одлична можност заедно да покажеме дека успешната кариера на нашиот победник ќе започне токму од Скопје и со безрезервна подршка од македонската публика. Покрај Даниел Кајмаковски, изведувачите кои ќе ги видиме на големиот концерт во Скопје се 12 финалисти на X Factor Адрија: Младен Лучиć, Маја Новаковиć, Александра Брковиć, Тамара Миловановиć, Алекса Перовиć, Мајд Хачимовиć, Харис Чато,
Лукјан Ивановиќ, дуото H2O, како и бендовите Доктори и For You. Сите кои се уште не ги набавиле своите влезници ги потсетуваме дека имаат уште многу малку време за да го осигурат своето присуство на овој концерт. VIP билетите за концертот се целосно распродадени, а останати се само уште 50 билети за фан питот, 280 билети за трибините, како и мал број влезници за партерот. Влезниците се продаваат по цена од фан пит 700 денари, партер 350 денари и трибини 400 денари. Концертниот спектакл се очекува утре да трае повеќе од 2 часа. Екипите на градот Скопје во сабота ќе ги санираат оштетувањата на асфалтот на мостот кај транспортниот центар. Активностите на градежните екипи ќе бидат причина за воведување на привремен сообраќаен режим на мостот во периодот од 8 до 15 часот. На двете десни сообраќајни ленти од мостот гледано во насока од Сајмиште кон аеродром, на кој што ќе се изведуваат градежните работи, ќе се постави соодветна патна сигнализација. Градот Скопје апелира до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат поставените сообраќајни знаци и да ја приспособат брзината на движење со условите на патот. Ракометната федерација на Македонија бара од ЕХФ вајлд карта за вице-шампионот Вардар. Сан Антонио победа со 1-0 во победи против Мајами Хит во финалето на НБА плейофот. По рекламите следуваат вестите од спортот.